Проблемот со нелегалната сеча на шумите и прекуграничниот криминал со дрва ги седна заедно во Берово представниците на собственици на шумите и надлежните институции од Македонија и Грција. Овие две држави со проект од Европската унија за прекугранична соработка вреден 660.000 евра со нова технологија ќе ги санира и ќе ги решава проблемите со дрвокраството како глобален проблем. Ќе се имплементира пилот проект, пилот сетап, тој пилот сетап значи опфаќа RFID технологија или следење на дрвократството, на техничкото дрво и горемното дрво, следење на камионите кои што се за транспорт. Инсталациите на ова технологија ќе се случат во Гуменица во Грција, во Килкис во Грција и во Битола во Македонија. I think it's very important, especially for the Мислам дека ова е многу важно, особено за пограничните региони и се надеваме дека ваквите проекти ќе придонесат за решавање на овие проблеми. provide more to this goal. Дрвната маса со оваа технологија ќе биде обележана со баркодови. Технолошка справа, така да ја крстиме, која фактички врши автоматско читање преку одредени технологии. Фактички сите тие трупци ќе имаат еден вид на специјални плочки во кои ќе бидат втиснати податоците за самиот износ на кубатура. Очекувањето од овој проект е тој да најде примени во повеќе загрозени региони во земјава. Очекуваме, е дека на цела територија на Република Македонија, вклучително и Малешевијата, ќе добијат многу такви капи со кои ќе можеме на еден по-конкретен начин да го следиме прометот на дрвна маса низ патиштата на Република Македонија. Инаку програмата од овој проект кој предвидува и детални стручни анализи за состојбата со шумите и дрвократството ќе трае 15 месеци, а првиот тест е најавен за август, пошто надлежните институции од двете држави ќе можат да најдат примена на оваа програма доколку се покаже корисна.